Почитувани, владата на СДС само декларативно се залага за транспарентност. Во реалноста, далеко од очите на јавноста, работи нетранспарентно и незаконски. Имено, Драги Рашковски, генерален секретар на владата, се само предложи за владин представник во собранието на акционери на Македонски Телеком. Владата го гласаше, а Рашковски сам си го потпиша своето назначување за хонорар од 500 евра по седница. Во владиното соопштение за 19-та седница, одржана на 3 август, нема ниту збор за скандалозното само назначување на Рашковски за владин представник во Телеком. Ово именување е спротивно на закон. Имено, согласно членот 18 од Законот за спречување на суди на интереси, службеното лице, Драги Рашковски, не може да биде член на управен или надзорен орган во трговско друштво, јавни предпријатија, агенции, фондови и сите други организациони облици во доминантен државен капитал, што значи дека Законот за спречување суди на интереси не дозволува Драги Рашковски како генерален секретар на влада да биде назначен и за владин представник во собрание на акционери на Телеком. Значи, Рашковски сам си определил, спротивно на закон, да биде владин повереник за хонорар од 500 евра по седница. Почитувани, бараме расипничката влада на СДС да поднесе одговорност. Подхитно, Рашковски да се повлече од позицијата председател на собрание на акционери на Телеком или од позицијата генерален секретар на владата. Ова е уште еден пример како кадрите на Заев се богатат на сметка на државата и ги полнат своите джепови. Казната и вистинската порака ќе ја добијат на 15 октомври, кога народот ќе ги казни за ваквото самоволие. Ви благодарам.